Големи реакции, контроверзии предизвика интервјуто на професорот Денко Малевски, прв македонски министер за надворешни работи, за една бугарска телевизија. Европа се вика телевизискиот канал. Имаше прозивки и до вас, затоа што Малевски е ваш надворешен советник за надворешна политика. Вие излеговте со став дека вашите ставови во однос на тоа што го зборува Малевски не кореспондираат со тоа што тој го кажува, но дека тоа не може да биде причина вие да ја прекинете соработката со него. Гледате, ја мислам и тоа го има тој последниот пасус на мојата изјава, ја мислам дека одамна би требало да биде зад нас времето, кога советниците на премиери или председатели на министри мораат цело време да викаат да шефе, чи мене ми требаат и соработници и советници кои ќе ми кажуваат и нешто поинако од она што е стандардизирана историска или политичка вистина или факт. Професорот Малевски е еден од луѓето со кои се советувам во надворешната политика и меѓународните односи. Имам напишано кога се, имам и формално и неформално како советник, иако сите неформални советници не ги имам наведено, се повеќе мина. Имаше реакции на тоа што го кажав се дополнително, може би е тоа интересно да го објаснам. Некои критичари на неговиот став и на моето непостапување, веројатно очекуваа да го интернираме на голиот, не знам што очекуваа. Велат како можеш да соработуваш со таков човек кој не работи за националните државни интереси. Да појаснам, иако тоа сум го кажувал многу кампањи во кои сум учествувал. Национален и државен интерес, апсолутен приоритет број 1 за нас, како нација и како држава, е Македонија, сега Северна Македонија, да биде демократија, а не диктатура. Апсолутен национален и државен приоритет број 1 за нас е оваа наша држава да биде целосно интегрирана во западната цивилизација, во институциите во кои се споделуваат западните демократски вредности, а не да биде дел од движењето за неврзаните, например. И апсолутен приоритет број 1 за нас, како нација и како држава, е да го признаеме фактот и соодветно на тоа да се однесуваме дека Македонија или Северна Македонија, македонското општество е хетерогено во етничка и во религиозна смисла и дека секој припадник на било која етничка и религиозна заедница има исти права со мене, со вас, со било кого. Професорот Малевски, по однос на овие три константи за мене барем и апсолутни државни приоритети, има една позамашна биографија и референци. Така што тоа ми е мене битно. Ја не можам да соработувам со луѓе кои се контра овие три основни постулати на моето верување, на мојот светоглед, на мојата политичка и лична човечка платформа, ако сакате. Сите други работи, дали рекол за 903-та некоја ситуација или сега мисли поинаку, тоа е демократија и ја посакувам повеќе такви соработници и советници да имам, кои ќе ми решат, председателе, може би овде не сте во право. Значи, во овој дел, јас мислам дека тој не е во право. И тоа јасно го кажувам во мојата изјава. Меѓутоа, утре, и ако има некоја друга моја изјава со која тој не согласува, многу е добра кога сте на ваква позиција, 2 пати, 3 пати да помислите пред да пресечете и донесете одлука, и затоа ви се потребни луѓе, како што е Малевски, кои не робуваат на шаблони. Значи, амано тие советници, кои ги плаќаме со дебели пари, и ги имаме, не знам, 30, 50 или 100 на број, и кои ни велат само, шефе, ти си најдобар, нема подобар од тебе. Мене тоа не ми треба. После ова интервју, првата работа која правам со еден широк круг на мои советници во кабинет и надвор од тоа, ги прашам за реално мислење за мојот перформанс вечерва со вас. И мене при тоа не ми кажува, не ми интересираат лајковите или допаѓањата или шерувањата, како ги викаме помодерно. Мене ми треба здрава критика за ова што го правам.